24 отворено, добра вечер. Македонија од час во час со забрзани чекори влегува во нова неизвестност и потенцијална опасност од нова криза. Политичките елити се уште не ја завршија изборната битка. Намаса се сите можни сценарија, од пресврт во политичката игра до дестабилизација на системот. Дали најавата на Груевски за крајот на хибридните решенија, како што вели, и напуштање на форматот на состаноци и преговори со партиите, амбасадорите, странските посредници кои не се померка на власта, ќе го закочи отпочнатиот пржински процес, или е купување на време во недостиг на идеи за зацврстување на децениската комфортна позиција. Како внатрешната криза ќе се одрази на надворешните релации на Македонија, поглед кон истокот или кон западот, во време кога светот гори. Вечерва во 24 отворено, мои гости се Перо Димшовски, професор, поранешен државен секретаријат во секретаријатот за европски прашања во владата, Агром Буџаку, од неодамна директор на Центарот за управување со кризи и поранешен македонски амбасадор во Франција, Емил Крстевски, доктор по меѓународно право и политика и поранешен советник во Собранието на Република Македонија, Жидас Даскаловски, професор, председател на Центарот за истражување и креирање политики. Добра вечер, господа. Димшовски, прогласот од 5 точки што го донесе извршниот комитет на ВМРО ДПМН, а кој пред симпатизерите и поддржувачите го пренесе лично партискиот лидер, внесе се чини нови тензии и неизвестности на политичката сцена. Дали неговата содржина отвори сомневања дека Груевски планира сериозна меѓународна изолација на Македонија или поместување од сегашните НАТО и ЕУ ставови, иако во форматот на говорот тој остана доследен на НАТО и ЕУ? Па, јас мислам тој говор беше еден говор како што тој го назначи проглас на извршниот комитет кој го имале и не е јасно што значи тоа проглас. Многу обширни 3 точки, четвртата дека сепак е ВМРО прозападна партија, тоа влева надеж дека не се напуштени евроатлантските интеграции. Меѓутоа беше даден на погрешно место и во погрешно време, по завршување де факто на изборите, кога требаше легалниот систем да си проработи, што го следеа сите меѓународни фактори нормално. И мислам тие демонстрации беа така организирани емотивно, пред се очигледно било дека во ВМРО ДПМН никогаш не ја разгледале опцијата што ако изгубиме или што ако се приближиме до ситуација каква што се случи пат-пат, односно тесна победа сега за сега, уште не се завршени изборите. И во тие емоции веројатно ги донесле тие некакви одлуки, што не беа одлуки, тоа беше проглас, значи типично политички ставови изнесени. Но тие се наменети за внатре, за домашната публика или за надвор? Беа и за внатре и за надвор. Беше некој оправдување за тие резултати кои тие беа неочекувани за нив очигледно. Може би има некоја краткорочна стратегија во ова, може би раководството на таа партија се надева дека со промените во САД некако ќе се промени и политиката, па сега е време ние можеме да во ова измеѓу простор додека таму не се назначи нов председател. Тоа е крај на јанари. Мислите да се добие време додека не дојде новиот председател? Да, некако се завзема некоја нова позиција па да испаднат како жртви на некоја политика која де факто изгуби на изборите во САД. Тоа е, мислам, многу наивно гледиште. Но Стејт департментот многу брзо реагираше со една пресконференција, така да не верувам дека некој може да очекува дека промената во Белата куќа драматично може да ја промени политиката кон Македонија. Ни случајно САД не ги менува така меѓународните политики поради промена на председател. Стејт департментот има преку 60.000 запослени. Политиките се формулираат на долгорочни стази. Према Македонија во овие 25 години од независноста биле сосема консистентни, тие ја поддржуваат Македонија, ги поддржуваат демократските процеси во Македонија, сега конкретно се насочени на владење на право, слобода на медиуми и да придвижување кон НАТО и Европска Унија. И во таа насока тие беше и нивната пресконференција со тоа што беше малце, мислам, во ден кога имаше толку многу значајни настани, тие на прво место го истакна тој говор, мислам беше имплициран, да не се служат политичарите со говор на омраза, значи тие тоа го гледаат како подпалување. Нормално видовме што се случи за несреќа само после неколку дена стана она
она злосторство во Истанбул над рускиот амбасадор, кој многу го припишуваат на тој говор на омраза, значи не сакаат тие Македонија да тргне во таа насока и очигледно ги сметаат одговорни политичарите и политичките партии да бидат многу поодмерени во своите настапи. Тоа е тоа. Благодарам. Буџаку, социјалните медиуми вивнаа од коментари во тоа дека ВМРО ДПМН планира да ја скара Македонија со целиот свет. Сепак, дали е тоа само политиканство или ВМРО ДПМН мислеше да прати сериозна порака до некого? Мислим, како што рече почитуваниот колега Димчовски, стратешките определби, политиката долгорочна, нашата земја одамна и во Уставот и по неколку едногласни усвоени документи во собрание се определивме за НАТО и за Европска Унија. Така што тој процес ни една партија никаде, а поготово не на улица, не може да го смени стратешката определба на нашата земја. Тоа е работа на институциите, а во институциите се огледало на расположението на народот, а во сите сериозни сондажи преку 80% на населението во Република Македонија се за евроатлантска интеграција, значи интеграција во НАТО и Европска Унија, плюс-минус. Така што сите тие во овој период кога треба допрва да имаме институции преку собранието и владата, никој не сваќа тоа како политика на земјата, туку како една изјава на еден лидер на политичка партија. Каква е позицијата на ДУИ по ова прашање? Ќе преовладее ли долгогодишната сијамска врска со ВМРО ДПМН или нераскинлива лојалност кон меѓународната заедница? Каде е поблизу к ДУИ? Вие сте однадамна повторно во политиката во Македонија на овој или на оној начин. Добро кажавте, јас за некои избиднувања порано, кога дојдов од Белгија на влада и во собрание, имав обичај да кажам нисам одавде. Тоа е србизам, но сакам да кажам нисам одавде. Како дипломат по дефиниција, јас многу сериозно ги сваќам тие работи. Јас во Париз и во Франција и во УНЕСКО застапував Република Македонија, ни партија, ниту влада, ниту коалиција. Така што ова што велите вие малку е поедноставено и симплифицирано. Ние сме политичка партија која кај нас се уште, можеби ќе се менува, но не за сега, мислам, се уште се делат партиите по етнички признак и по самите партии се гледаат и застапуваат етнички погледи на работите и етнички права се залагаат албанците и другите од помали заедници, а македонските партии и медиуми ги гледаат тие партии како и ДУИ првенствено и прво како етнички партии. Така што во етничка смисла ние застапуваме и пак ќе застапиме како победници во албанскиот блок албанците во Македонија. Така што кој ќе биде наш партнер до сега беше одредено од мнозинството гласови на македонците оглавно. Така што нема никаква сијамска врска. Ја бев во тоа време 2002-2006 со СДС. Па после 2008 мислим партијата победи ВМРО до сега и така што мислим нема тука никакви сијамски. ВМРО ДПМН е повторно е релативен победник на изборите. Значи ли ова дека најавувате коалиција ДУИ ВМРО ДПМН? Ја не сум председател на партија, ниту председател на председателство да најавам нешто, а второ, ние имаме еден став да почекаме конечните резултати на изборите. Вие ќе се стрпите малку како и вие и публиката, народот во Република Македонија, кога ќе се објават конечните резултати да видиме кој колку пратеници дефинитивно има, тогаш ќе се постапи институционално, значи председателот ќе дава мандат, па ќе почнат преговорите.
Ако Али Ахмети го праша Агрон Буџаку за совет со кого треба да оди во коалиција нови избори, што ќе му кажете? Мислим, јас можам од оваа позиција. Мислим, јас имам одредени пријателски односи со председател на партијата, но сега немам функција во партијата. Така што пријателски, ако ме праша за мислење, јас мислам дека треба програмски да се определиме што бараме, како бараме и да видиме каков ќе биде одговорот од страна на партијата македонска која прво освои повеќе гласови, а после да видиме програмски како ќе се совпаѓаме, затоа што мислам дека треба коалициите да се градат во основа на програмите и на определбите. Ние сме Демократска унија за интеграција. Што значи тоа? Јас мислам дека тука разбирливо вие сите ги гледате, работите во оваа динамика на збиднувања и на медиумите секојдневно. И секојдневно вие треба да се актуални и сите очекуваат вести. Но ако се гледа кај беа албанците во Македонија, кога ние се формиравме како партија и кај се сега, има една голема разлика. Тоа значи Демократска унија за интеграција. Добро, ви благодарам. За сега ќе се навратиме подоцна, ако можеме малку, за да не навлеземе во детални обяснувања, можеме подоцна во текот на дебатата. Крстевски, како што кажав, релативна победа на изборите имаше ВМРО ДПМН. Дали таа остра реторика што подоцна се појави, веројатно како резултат на некои очекување или надежи за подобар изборен резултат, може да ја однесе Македонија на погрешна насока во делот на надворешната политика? Апсолутно, што се однесува до надворешната политика, сметам дека за жал можам да констатирам дека таа како воопшто и да не постои, односно ние немаме една доследна и рационална надворешна политика во овој период кога поминуваме низ една политичка криза, кога земјата е длабоко загазена во таа политичка криза веќе подолго време. И сметам дека ова изјава од страна на ВМРО ДПМН или прогласот, како што го нарекуваат, мислам дека ќе предизвика негативни последици и нема да влијае позитивно во областа на надворешната политика. Замислете, ние и во текот на кампањата, која сега беше за парламентарните воредни избори, ние ни воопшто ни збор не се кажа за надворешната политика. Значи, немавме ни една дебата за односите со Европската унија, со НАТО, за нашата соработка со соседните земји, за нашите меѓународни активности, активностите во меѓународните организации. Немаше никако, не стана ниту збор, не се спомена, затоа што нема никакви резултати, нема никаква поента. И во таква ситуација, кога ние сме заглавени со домашни проблеми и кога целата наша меѓународна активност практично е концентрирана врз изнаоѓањето на решавањето на политичките внатрешни прашања, нашата дипломатија практично е усредоточена во контакти и изнаоѓање некакви решенија со партнери од надвор и ние бараме поддршка, помош или посредување на така наречената администрација од Европската унија и од Соединетите Американски држави за да ни помогнат во излегување од оваа криза, бидејќи очигледно самите не можеме да ја надминеме. Тоа покажува дека и институциите не се доволно кадарни, немаат доволно капацитет сами да се справат со таа криза и затоа нашата надворешна политика се сведува на една протоколарна работа која не донесува многу позитивни поени, не донесува многу позитивни нешта за кредибилитетот, за позицијата на Република Македонија на надворешно-политички план. Сега помошта од странците е отфрлена, од страна на Груевски, во насока на идно, можеби, преговарање или на идно делување во насока на смирување на страстите тука во земјата. Значи ли тоа дека ќе доведе тоа до заострување на внатре политичката клима, од каде што понатаму се генерираат лоши односи и во надворешната, се разбира?
Предпоставувам дека оваа изјава е дадена за внатрешна употреба, како што споменав, и верувам дека набрзо ќе се изгладат работите и дека нема тоа да доведе до некои остри судири ниту внатре меѓу партиите, ниту пак однадвор. Ја видовме реакцијата на State Department дека тие очекуваат, значи не поддржуваат нас во нашите европски и евроатлантски интеграции перманентно и очекуваат наскоро да се создаде стабилна влада која ќе продолжи по тој пат и дека ќе спроведува една доследна надворешна политика, бидејќи двојните стандарди во надворешната политика се недозволиви и не се на долг рок може да донесат многу негативни последици за земјата. Да, благодарам. Даскаловски, мислевме дека изборите можат да бидат вовед во смирување на тензиите, најпосле тие за тоа се организира за помирен чекор кон евроатлантските интеграции, предпоставувам. Ова сега сепак се проблематизира. Дури една од партиите, ВМРО ДПМН, рече дека нема да го признае изборниот резултат доколку има прегласување. Вие чинам во едно интервју токму пред изборите рековте дека климата е така поставена што не би требало да има партија која што веќе не треба да ги признае изборните резултати. Мислите ли дека начинот на комуникација с кој што сега се одвива во општеството може да продуцира кон брзо решавање на кризата или ова ќе се одолговлекува? Видете, дури да не постои некакво радикално делување на било кој од политичките субјекти, изборните резултати се такви што неминовно доведуваат до криза на управувањето. Сами сме свесни дека секакви видови на коалиции се можни кои што би биле владеачки во наредниот период, дали ќе се состават или не ќе видиме, меѓутоа било која коалиција што би била на власт после овие избори ќе има многу лабаво, многу тенко мнозинство. Така што таа ситуација ќе биде многу компликувана за работење и во самото собрание и во односите на владините партнери. Ваквите изборни резултати наликуваат на изборни резултати кои што биле во Шпанија, кои што биле во Хрватска и кои што биле во Италија во последниве години. Јасно е дека ќе има обиди за составување на влада и дека можно е дури да се состави влада, која што ако е многу кревка, ќе има потреба брзо време да се распишат нови избори. Тоа и впрочем беше и сценаријата во Шпанија, беше сценаријата во Хрватска, беше сценаријата во Италија. Така што јас не би сакал, јас мислев дека овие избори ќе бидат избори каде што ќе имаме јасен победник и губитникот ќе подаде рака и ќе продолжиме во една добра насока, смирување на страстите, договор меѓу елитите, понатамошна демократизација, имаме некои приоритети кои што сме ги прифатиле, но видовме некоја ескалација на страстите. Но велам, и да нема такво нешто, во наредниот период не очекува една мачна политичка состојба, која што најверојатно ќе мора да се разреши со нови избори. Благодарам. За сега, Димшовски, извештаите на Европската комисија се полни со забелешки за нереализираните реформски приоритети, за притисоците врз СЈО. Може ли последните настани сериозно да влијаат на билдање на нови забелешки од Европската унија во насока на критики, што може да биде причина и за губење на статусот кој што едва и го одржуваме овие години? Јас сега не би го коментирал тоа. Уште сме во фаза на избори и стварно сме во критичен период. И прашањето иначе е сосема на место и сите треба да бидат свесни, поготово главните политички чинители кои го беа составен дел заради кои дојде до овие избори, односно лидерите кои се договорија согласно оној Прашински договор. Европска унија сега очекува и САД, и веќе неколку пати тоа го нагласуваат, да се завршат изборите согласно нашите закони, уште не се завршени, и да се формира стабилна влада. Така да оние комбинатори ги слушам дека после тоа ќе се прави влада, па после ќе има наново избори, мислам дека тоа нема да значи дека овие избори биле успешни. Значи, доколку ние сега имаме неуспешни избори, сигурно е дека ќе го изгубиме тој статус. А за тоа мене ми кажува, имаше еден презнак, веќе во
во Варшава при состанокот на НАТО за прв пат Македонија на Македонија и се спомнаа некои додатни услови што треба да ги исполни, како што се, пак ќе го спомнам, владењето на правото, слобода на медиуми и така натаму, кои се дел од основните копенхашки критериуми. Но всушност генезата на кризата потекнува веројатно од нервозата дека владењето на правото може да предизвика комплетна дисторзија во политичкиот систем, односно во политичката гарнитура која што сега е на власт. Точно. Како тоа тогаш ќе го задржиме и ќе успееме да обезбедиме работа за СЈО во услови на ваква нервоза на политичките партии? Еве вака, тоа е добро, мислам директно прашање. Генезата на кризата, која гледаме кризата, која почнува уште од рано 2006 имаше извештај на тогашниот амбасадор Фуере за недостаток на политички диалог во земјата. Тоа што значи? Тоа значи дека опозицијата и власта, главните партии, не можат да се договорат околу основните прашања на соживот. Значи, ние и така се створи една голема, едно општество на нееднаквости, де факто тој што има власта има и економијата, се створи таа економија на економски апартхејт, де факто се практикуваше поготово во последниве години и така натаму. Значи, основата на кризава е недостаток на политички диалог. Тоа значи дека главните политички чинители, пред се лидерите, треба веднаш да се согласат за тоа каква ќе биде наредната влада. Веќе ја знаеме агендата, Европска унија, НАТО, затварање на натрешните прашања согласно Прибе, затварање на надворешните прашања пред се добрососедските прашања со Грција, Бугарија и Албанија. Значи, за да излез од кризава не можеше никој да очекува, кога пред 2 години се заошти кризата со тие бомбите. Една од опциите беше веднаш да се формира таа експертска влада и да ги прави, да ги тера овие работи како што ги споменав во однос на надворешната политика и во однос на внатрешната политика. Тоа не се случи. Избориве не донесоа ништо нова ситуација, односно не ставија во поопасна ситуација. Мора да се вратиме назад на политичките фактори, тие да седнат да се договорат за владата. Тоа е. Значи, политичкиот диалог треба, кој беше основа, недостаток на тој, за почеток на кризата, треба да се создаде. Крстевски, очекувате влада која што ќе има европска агенда или сте скептик дека тоа во вакви услови може да се случи? И што доколку не добиеме таква влада? Јас искрено се надевам дека новата влада ќе биде со новата политичка гарнитура и новата влада ќе биде со проевропски дух и со поголем демократски капацитет, кој ќе може да се справи со сите предизвици и да се надмине оваа криза и да се продолжи на патот што на нашите стратешки определби, што се меѓу кои е и европското и евроатлантското интегрирање. Значи, верувам во добрата волја на политичарите, во добрите намери и во демократскиот капацитет на новата политичка гарнитура и на новата влада за да излеземе од оваа криза. Се разбира, очекувам и голема поддршка од надвор, иако велите дека ние сега можеме да ја доведеме под знак прашање таа поддршка што доаѓа од надвор. Меѓутоа, сметам дека и администрацијата во Брисел и во Вашингтон ќе ни подадат рака, ќе најдат разбирање за да го надминеме целиот овој длабок политички јас во кој влеговме во последниве неколку години. Бужаку, ако Никола Груевски и Јали Ахмети владеат 8 плюс 2 години, 10, а велиме дека Македонија тапка во место последниве 10 години, практично од последните извештаи на Европската комисија 2008 беше последниот кога добивме чекор напред. Мислите ли дека истиот двоец може да ја води сега Македонија напред во една европска агенда? А до сега не ги видовме тие резултати, барем од владењето на вашата партија во корелација со ВМРО. Прво, една мала забелешка, исправка не е 10. 8 плюс 2, затоа реков. 8 дуи и ВМРО, 2 ВМРО и ДП. Окей. Ја не одговарам за ДП. Добро, тие две ги оставаме на страна. Ајде за 8 ќе зборим. Не е мал период. 2 мандата цели. Мислим дека овие динамики кратко е памтењето и на политичари, и на медиуми и така натаму. Ајде да видиме. Вие, Нова телевизија, поздравувам и гледам, држите релативно неутрална позиција, не сте скроз партизиран медиум и немате архива, но јас би побарал
да видиме кој се поддржал господин Груевски 2006. Мислим дека политиката што ја имаше господин Груевски 2006 можеме да видиме во архивите како е. Нашите позиции... Мислите на Тито Петковски? Тоа сакате да го... Дали тоа го Ја не потенцира? именувам, само Не, бе, прашувам. новинари, уредници, телевизии Тогаш најден и така. Мислам, ја не номина сум одиоза, викат на латински, нема да именувам, има архиви. Во тој случај, јас почнав, но вие ме прекинавте, пошто и минатиот пат, кога бев тука во март, господја Христова, учествував како поранешен амбасадор во една дебатна емисија и сите прашања беа кон мене упатени или како албанец или како дуј. Ја мислам дека треба малку пошироко да се види. Ние сме тука партиски, не знам, членови на председателство, колегите тука присутни не се и не би било умесно ако сме во дебат на партиска емисија, окей, да видиме со другите, да се конфронтираме и да разговараме. Но ако правиме анализа, Ево ред, само ве прашав дали мислите дека можат Ахмети и Груевски, кои што 8 години веќе владеат, да тргнат по истиот пат или може да променат нешто? Дали овие двајца чинители на македонската политичка сцена, како главни во последните 8 години, во кои што имавме доста закочени реформски процеси, затоа се надевам можеме да се сложиме, дали тие можат сега да ја поведат Македонија напред? Па, мислим, има една одредена позиција многу јасна и тоа почнам да објаснам. Демократска унија интеграција, што сум јас еден од основачите 2002, имаше интеграција на албанците во 3 фази. Прва во државата, пошто бевме само исклучени и исклучени од државата, имаше 1,9% албанци во полиција, војска и така натаму, сега имам 19, кај што сум јас има 29% албанци и така натаму, значи соодветно да чувствуваме државата како наша. И тоа мислим дека квантитативно, значи количински сме го достигле, треба уште малку да поработиме. Втората беше интеграцијата на албанците и на државата во регионот. Значи, без разлика на тие спорови што се влечат малгрену, викат французите, и покрај нас, ние не сме тука за ништо, ама живееме тука да споделиме иднината на ова земја и на нашите сограѓани македонци. Се работи за името, контест од страна на Грција, се работи за Бугарија, некои контести, за Србија и така натаму. Ние се обидуваме во секој случај да допринесеме на интеграција на Македонија во регионот, што е еден од главните услови за интеграција на Македонија во Европска унија. Успеавте во тоа? Како чинители на политиката, што сум јас се потпишав и се потпишувам и сум работел на таа насока, ние сега патуваме во соседни држави кај што не примаат со лична карта. Значи немаме никакви отворени прашања од страна на мојата партија во овој однос, а секогаш и од 2002 до сега наш главен партнер се западните земји, Соединени Американски држави, зборувам како партија, и Европска унија. И во таа насока, ве молам, најдете во вашите архиви една изјава или било што кажано од функционер висок на ТУИ, кој бил противно односите со Соединените Американски држави и Европска унија. Ако најдете, тогаш ние сме... Ние не зборуваме сега за декларации, зборуваме за резултати и ефекти од постигнатото. Затоа ве прашувам. Па резултати и ефектот сите знаеме тука и ќе го кажам јас ако не го кажете вие. Главната пречка 2006, јас бев во Брисел. Кога бевме исклучени, а никој не реагираше, зашто ние не учествувавме, не се почитуваше волјата на мнозинството гласачи албанци во Македонија, не бевме во влада. И јас во Брисел бев да се објаснам со познатите таму, меѓу кои Дорис Пак, членка на Европски парламент. Тогаш заборав името на Финец, беше комисарот за проширување, и тој ни рече, решите го проблемот со името, и тогаш вашите врати се отворени за Европска унија. Сега како очекувате ние да решиме Вие сватите поентата, сакате да кажете дека името беше главната пречка, а владењето на правото, медиумите и другите се... Тоа се последица на една политика,
која произлегува од тоа Што Македонија не е член. прашање не е решено, и ако не е решено, одредени олигархи, одредени интереси, јас можам да ги спомнам во некоја друга прилика, кои ја поддржува оваа политика. Не зборам само за политичарите. Значи ли ова Даскаловски дека што го зборуваме сега дека Европската унија со одолговлекувањето на процесите во Македонија и поради сите останати пречки заради кои што не можевме да бидеме дел од пред прво семејството на НАТО, а подоцна и да почнеме преговори, сноси дел од вината зошто Македонија назадуваше изминативе години? Апсолутно, тоа е факт и во многу академски анализи, дека голем дел од вината за назадување на демократските процеси во Македонија има и Европската унија. Принципот на условеност, тој е познат во политолошката литература, или conditionality, во македонскиот случај не функционира добро. Не функционира добро, знаеме зошто, затоа што Македонија е веќе долго време блокирана од тој така наречен спор за името. А потоа кога вие не напредувате во евроинтеграциите, се случува внатрешно уривање на демократските процеси. И тоа е веќе факт. И Европската комисија и Европската унија како целина општо земено тешко може да се справи со проблеми кои што се идентитетски. Многу тешко се справува, ние сме свесни дека тешко се справува и со односите меѓу Белград и Приштина. Успеваат некако да најдат начин тие да разговараат, некои проблеми да се решаваат, меѓутоа тоа на долги стази ќе биде исто така многу комплицирано прашање. Видовте колку време требаше хрватско-словеничкиот спор, кој што не беше идентитетски, меѓутоа беше еден билатерален спор да се реши во рамките на таа нека технократска, бюрократска процедура. Така што, да, вистина е, Европската унија сноси голема вина за состојбите во Македонија, меѓутоа ние треба да бидеме најасно дека и ЕУ и САД многу не ги интересира Македонија. Македонија е небитна земја, освен во моментите кога е во една многу нестабилна и бурна состојба, кога има криза, кога се надзира некаков конфликт, а кај нас веќе 2-3 години постои таков конфликт, кој што за среќа не е меѓуетнички, а е меѓупартиски. Така што мислам дека ние сега исто така треба да размислуваме и каде оди Европа, односно Европската унија. Таму има различни сценарија, од најцрни во однос на проширувањето до некои многу оптимистички. Оптимистички во смисол дека се надзира и можност за еден Big Bang, што се вика, брзо приклучување на сите земји кандидатки од Западен Балкан. Но тоа е веројатно сценарио со најмали шанси да успее. Најверојатно сценарио е Европска унија да се вкопа внатре заради Брекзит, да се консолидира прво внатрешно, па потоа откако тоа ќе се случи да се разгледаат другите региони и другите процеси како што е Западниот Балкан. Значи, помеѓу тие сценарија кои што е едно оптимистичко и едно доста песимистично за нас, за жал мислам дека во Европска унија ќе провладева песимичното сценарио за Западен Балкан и проширувањето што нам не ни конвенира. На Крставски, дали се согласувате со овие тези? Не се согласувам со констатацијата дека ние не сме битни за Соединетите Американски држави и за Европската унија, инаку зошто би се инволвирале толку длабоко во решавањето на целата оваа политичка криза, која трае веќе неколку години. Доаѓаат посредници, се потпиша Пржинскиот договор, значи имаат добри намери да ни помогнат да излеземе од оваа криза и јас мислам дека секоја земја за Европската унија е битна и земјите од Западен Балкан кои припаѓаат и географски во таа Европа, а исто така и за Соединетите Американски држави. Тие секако дека сакаат да бидат присутни и на Балканот и да имаат свое влијание и покрај тоа што има тенденции од друга страна да се истисне тоа влијание. Меѓутоа, не заборавајте дека има и еден друг момент. Големите сили не ги подценуваат малите земји и поради фактот што тие се глас во секоја меѓународна организација. Значи, соработуваат на политичко ниво во меѓународните организации, почнувајќи од Обединети нации па надолу, така да тоа е многу битен елемент и се разбира ниту Америка, ниту Европската унија сака да види еден нестабилен Балкан или една нестабилна Македонија, која ќе продуцира постојано некои конфликтни ситуации. Затоа сметам дека ќе ни подадат рака и дека ќе
со заеднички сили, со една конструктивна соработка, со политичко разбирање и со доследно спроведување на нашата надворешна политика, со нашите стратегиски цели, меѓу кои реков е и европското и евроатлантското интегрирање и ориентација, како и почитувањето на демократските западни вредности и нормативи. Дали тука треба да ги занимариме руското влијание на Балканот, кое што последниве години особено силно се чувствува во неколку точки? Значи, не само во Македонија, многу повеќе можеби во некои соседни земји, но Македонија не е одмината, бидејќи Балканот како точка е важна за во ова блоковска, рововска поделеност во светот. Дали во овој сегмент постои една, да ја речам, опасност Македонија да загази кон една руско-азиска сфера на интереси, особено со оглед на намалениот степен на демократичност на општеството, кое по дефолт пледира кон тој источен систем? Блоковска поделеност нема. Таа е минато време, меѓутоа конфликт на интереси на големите сили постои, особено меѓу САД и Русија, и тоа се гледа на секоја точка од земјината топка. Може да се забележи на секоја точка од земјината топка, почнувајќи од Блискиот исток, Сирија, Украина, Далекиот исток, Југоисточна Азија до Пацификот. Се разбира дека и Балканот не е заобиколен од влијанието и на Русија и на Соединетите Американски држави, дека тука се преплетуваат нивните стратегиски интереси, се кршат копјата, затоа што секоја земја сака да има свое влијание. Тука морам да кажам еден пример. Зависно од ова политичка ситуација во Македонија, дека Македонија би можела да избега од овие евроатлантски текови во ова... Па не верувам во таква иднина, иако има некои обиди и навестувања од страна на Русија, бидејќи во делот на Западен Балкан, во кој спаѓа и Македонија, нели, сите земји речиси имаат аспирации кон НАТО, а тоа е трн во окото на Русија, и затоа во нивната воена доктрина се кажува дека проширувањето на НАТО кон исток е за нив стратегиска опасност. Стратешка опасност за Русија представува, и таа има право да реагира со употреба на нуклеарно оружје. Ова воена доктрина на Русија е донесена откако американците обелоденија дека ќе постават штит, антиракетен штит во некои источноевропски земји, кои сега се членки на Европската Унија и на НАТО, и кои се граничат со Русија или се блиску до границата со Русија, што е Русија го толкува како стратешка загрозеност на незините интереси. Затоа, пред известно време, од Москва дојде идејата за некој неутралност на некои земји. Мислите на Московската декларација? Да, Московската декларација, која е потпишана во јуни годинава, помеѓу председатели на партии или на партии што коалицираат со владеачките партии од Србија, Црна Гора, Босна и Херцеговина и Македонија. Од Македонија ми се чини дека беше председателот на Српската партија. Стојковиќ. Да. И тоа значи практично една тенденција на Русија да го истисне, да го попречи, односно до некаде да го амортизира влијанието на американската политика на Балканот, сакајќи да се создаде со таа Московска декларација една група на независни држави, суверени и неутрални држави на Балканот. Тоа е, мислам дека е преземено оваа иницијатива на Москва е преземена во рамките на амортизирање, односно ублажување на конфликтната ситуација генерално во Европа и во рамките на новата безбедносна структура во Европа. Димшовски, како во едни вакви услови на испреплетени интереси на Балканот и во Македонија предвидувате дека ќе игра новото или старо-новото водство на Република Македонија? Па нема опција тоа новата влада што треба да се формира, мислам едноставно треба да ги заврши процесите кои се започнати со референдумот за независност. Значи
кога Југославија се распаѓаше во Словенија, Хрватска и така натаму, републиките влегоа во војна со цел за да се приклучат кон Европската унија и НАТО и да си обезбедат своја иднина тие национални држави. Јас мислам дека и Македонија со голема еуфорија и голема надеж ја дочека својата независност. И тогаш се исцрта таа политика дека сме ние држава која сакаме да станеме членка на НАТО и на Европската унија пред се. Така да надворешни влијанија може би има, ја не гледам некои многу силни, освен неколку изјави што беа на Руското министерство за надворешни работи. Лавров имаше една изјава пред неколку години дека Босна, Србија и Македонија веднаш после онаа нивна интервенција во Крим, дека се дел на целата нивна стратегија за препознавање на Крим де факто. Меѓутоа, нема тока, од нив тоа не зависи, зависи единствено од Македонија, а во Македонија огромното мнозинство, сега во овој момент, е за Македонија да биде членка на Европска унија и на НАТО сојузот. Значи преку 70% од граѓаните, и мене ми е многу криво што опозицијата ова не го искористи да направи една платформа. Значи ова можеше да биде еден обединувачки столб на сите партии кои беа за тоа. Видовме тие од третиот пат кога дел од гласовите се прелеа сигурно кај СДСМ, но голем дел сепак се изгубија. Иначе овие избори ќе беа многу појасни. Исто во самата ова ВМРО што внесе ДПМН, што внесе забуна овој последен настап на нивниот председател и она што вие го поменавте со право дека веќе 10 години на власт, и ете слушнавме и од, ако ја земеме во обзир, она интервју на министерот кој од таа партија за надворешни работи во Der Standard, австрийски Der Standard, дека се испуштиле некои шанси за кои знаевме и ние на тоа предувавме навремено да се почнат преговорите со Европска унија. Не дава надеж дека многу ќе прават исчекор, меѓутоа досега не се огласиле дека ќе дргнат во некој друг правец. Се обидува некаква политика економска, можеби политичка, да формулираат, нема успех таму, затоа што тој правец не формулира политики на равномерен развој, на демократија, на едно избалансирано општество. Тој пакет го нуди само Европската унија, НАТО, Сојузот со Соединетите Американски држави. Патем, јас пак сакам само една работа да се навратам, не е голема работа, сметам, се надевам, меѓутоа многу е сериозна. Она напаѓање на директен напад на амбасадорите, инсинуации дека тие се мешале во внатрешните процеси. Прво, фактички е неточно. Пржинскиот договор, и ова јавноста треба да го знае, е резултат на желбата и барањето на политичките лидери на ВМРО, ДПМН и СДСМ пред се. Тука ДУ играше многу конструктивна улога, меѓутоа овие две партии одлучија така да си ги расчистат проблемите и политичката криза во која ја доведоа земјата. Значи, барањата на тие партии и нивните лидери доведе до медијација на меѓународната заедница, така да нема основа да се обвинува било кој за било што, поготово што тие се има начин, ако веќе тоа постоело, по дипломатски пат имаме ние Министерство за надворешни работи, како тоа да се изнесе. Не онака во јавност и не да се возбудуваат духовите. Вчера на емисија имаше што на 24 вести, таму слушнав некои ставови што се де факто, не знам, раѓање на неонацизам овде или што ли ќе правиме сега. Мислам тоа ќе биде може да нанесе штета, може да доведе до насилство, меѓутоа нема да успее, бидејќи, како што спомнав, огромното мнозинство на граѓани во Македонија се за членство во НАТО и во Европската унија. Тука не може тие геостратешки померувања што сега ги гледаме, сведоци сме, да го изменат тој пат. Ќе се вратиме после рекламите да го коментираме и денешната објава на Конрад Аденауер во врска со работата на ВМРО ДПМН. Практично Конрад Аденауер е фондација која е многу блиска до ЦДУ на Ангела Меркел. Се враќаме после рекламите да продолжиме со дебатата, се разбира со учество на нашите студенти од Универзитетот Југоисточна Европа.
Кога едноставно не можеш да одолееш, потрошувачки кредит до 15.000 евра за само 30 минути. Сега со 6% каматна стапка, фиксна за првата година и без административни трошоци. Плюс има шанса за супер награди, ексклузивно патување за најсреќните, како и ваучери за спортска и за IT опрема. Аплицирајте до крајот на јануари 2017. Стопанска банка. На ваша страна. Празниците се поубави во топол дом. Со централното грејење подобро се грееме, помалку плаќаме и придонесуваме за животната средина. За оптимално греење потребни сме сите. Колку повеќе не има, помалку трошоци за секого. Навременото плаќање на сметките исклучува дополнителни трошоци за присилна наплата согласно со законот. Од сега, плаќајте брзо и едноставно преку услугата Бек и Пеј на интернет страницата на Бек Снабдување. Вреди да сме вклучени за топол дом, за доброто на сите. Снабдување со топлина Балкан Енерджи. Само за вас, најдобрата понуда овој викенд, единствено од Тинекс, од 23 до 25 декември, свински ребра, 219 денари, свински бут, 279 денари, свински кременадли, 232 денара, јаболка ајдарет, 17 денари, мисирка докс, 219 денари, чајна топола, 89 денари, македонско вино, 59 денари, Тинекс, секој ден со вас. Оваа година пријателите на Иван го освоија кораб. Тој не се искачи. Го спречија болките во коленото. Ибутоп кремот брзо се впива, ја отстранува болката и ја подобрува подвижноста. Не пропуштајте ги миговите кои ве движат. Кога болката станува проблем, помага Ибутоп крем. Ексклузивно во Хронометар. Плоштад Македонија, Скопје. Ристикјава палата. Како го готвите месото? Крцкаво? Печено? Сочно? На скара? За вашата трпеза, секогаш квалитетно, свежо и домашно свинско месо во специјализираните месарници на Рамстор. Рамстор. Доби повеќе, живеј подобро. Твој избор, твоја слобода. Аплицирајте за ризиковиолетовиот потрошувачки кредит и искористете понудата со најниска каматна стапка од 6%, фиксна за првите 2 години, без трошоци за одобрување. Понудата трае до 31 декември. НЛБ банка. Услугите на Телекабел од сега достапни и во Охрид. Најголем избор на телевизиски канали без доплата, најбрз интернет и најевтини цени за телефонски услуги. Единствено во Телекабел, без обврзувачки договори. Информирајте се на телефонскиот број 046 609 609 или посетете го новоотворениот наплатен центар во Охрид, наспроти градскиот пазар. Кабел си е кабел. Телекабел. Првата љубов ми се викаше Светле, Светлана, втората Сонја, па Мимоза, па Теодора, па Наташа, па Сонја. Сонја кажав? Да, добро. Па после имав една Искра, па после имав една Ивана, па и сите ме откачија. Сите, само една не. Струмка. Струмка и јас. Половина век, љубов. Македонијо, среќна нова година! Во овој магичен период од годината, надополнете ја празничната атмосфера со вкусовите кои го зближуваат семејството. Среќни празници! Со љубов од Алпско млеко. За прв пат на Охридската ривиера ексклузивни цени со 25% попуст, почнувајќи од 1250 евра на рати. Можност за купување преку стамбен кредит од Комерцијална банка АД Скопје. Со рок на отплата до 30 години, каматна стапка од 2,9 годишна фиксна за првите 3 години и 6,85% годишна променлива за останатиот период на отплата, без надомест за одобрување на кредит и без трошоци за процена на вредност на хипотека.
болките од несоница, стресот вие секојдневие. Решението е Вамекс, гербален лек од валеријана, маточина и хмелј, за убав ден и мирна ноќ. Назад сме во 24 отворено. Мои гости вечерва Даскаловски, Крстевски, Буџако и Димшовски, луѓе кои што на овој или оној начин се занимаваат со надворешната политика. Тема е каде оди Македонија во надворешната политика, особено по последните пораки кои што се испратија во јавноста, со закани за амбасадори, со остри реторички говори испратени токму кон нивното посредништво во земјата. Овде во студиото со нас се и студенти од Универзитетот Југоисточна Европа, кои што будно ја следеа нашата дебата и на паузата ми кажаа дека сакаа да постават неколку прашања. Микрофонот е кај младата девојка таму, повелете. Ви благодарам. Добра вечер, почитувани. Моето прашање е за господинот Димчовски. Дали вие верувате дека ќе се смени пристапот на меѓународната заедница кон Македонија после провокативните изјави на неколку од партиските лидери во последните настани? Па, позицијата на меѓународната и да речеме и на САД пред се и на Европска унија, нивните позиции беа многу јасни, тие многу брзо дадоа одговор на тоа дека таквите провокации, мислам, неодмерен речник пред се, така го оценија, прилично дипломатски и неодредено некои политичари, тие не именуваа никого конкретно, значи не отидоа до она да сега да прогласат некого непријател, меѓутоа дојдоа на чекор од тоа, треба да престанат. Значи нема да се смени нивниот однос према Македонија поради некоја изјава или пак поради промена на политика на некоја партија, па макар таа била и една голема партија. Значи нивната политика према Македонија е взаемно градена. Значи желбата за влез во Европската унија дојде од Македонија, тоа не дојде од Европската унија да ние се приклучиме. Таму има процес, има процедура и ние сме во тек на таа постапка. Се одоговлечи повеќе отколку што сите се надевавме дека ќе трае. Меѓутоа, мислам дека доаѓаме до сите, ако се земат сите овие геостратешки настани, до еден вид endgame. Тој endgame започна да очекува за нас часовникот после онај НАТО самит во Букурешт, кога јасно беше што се треба да направи Македонија и од тогаш тоа се повторува. Значи, Македонија сега нема веќе никаков излез за купување време. Ние на политичка опција не може да се надева дека можеме да купиме, еве, се изгуби година-две, потонавме уште повеќе. Сега, ако сакат држава да ја стават скроз, да ја нашите политички елити, може да продолжат со оваа игра, неискрена, едно да се декларираш, а кога ќе дојдеш на власт, да не постапуваш во тие насоки. Европска унија само ќе ни помогне доколку ние сакаме да продолжиме со тој процес. Меѓутоа, рестриктивни мерки не би сакал сега да ја отворам таа тема во однос на некои екстремни политики доколку се родат, а се гледаат некакви зародиш. Јас се надевам нема тоа да продолжи. Дека сигурно ќе следуваат, меѓутоа на тоа јас сега не е време, стварно не е време за тоа да се дискутира. Друго прашање од публиката, дали имаме? Повелете. Ќе ве молам микрофонот, подајте и го на колешката. Добра вечер. Моето прашање за господинот Емил Крстевски. Значи, би сакала да ве прашам со сето ова што се случува во светот со сите настани, дали во некој случај, значи потполно или ќе се смени ставот на САДот кога ќе дојде во власт Доналд Трамп и дали Европската унија со нашата пролонгирана криза ќе не чека за нашата желба за членство во Европската унија. Односите меѓу Соединетите Американски држави и Македонија веќе 25 години се одвиваат стабилно и се развиваат во врз партнерска основа, со тоа што секоја земја си го задржува правото да ги каже своите позиции, да ги објасни своите ставови.
Ние од секојаш сме имале од Вашингтон поддршка при нашето стекнување на независност и самостојност во 91 година, потоа поддршка за време на кога дојдоа превентивната мисија од Обединетите нации за превентива од проширување на конфликтот во поранешна Југославија на територијата на Македонија. При нашиот влез во Обединетите нации во април 93 година, исто така тие не признаа подуставното име и помогнаа доста во разрешување на кризата 99-та, бегалската криза, која произлезе од кризата на Косово. Потоа активно учествува во разврската на нашата криза во 2001 година. Постојано се присутни во разговорите околу решавањето на името, односно на употребата на уставното име, проблем наметнат од страна на јужниот сосед, и конечно постојано континуирана поддршка ни даваат во нашите европски и евроатлантски интеграции. Ваквата политика не очекувам дека ќе се промени со доаѓањето на новата администрација на Доналд Трамп, бидејќи таа е долгорочна и сметам дека нема да претрпи некои поголеми и значајни промени во однос на Западен Балкан, на Балканот, па и во однос на Македонија. Второто прашање беше, ми се чини, дали ЕУ ќе се измори чекајќи Македонија и дали повторно ќе има отворени раце за земјата. Што веројатно мислам дека го одговоривме во делот повеќе наврати претходно. Сепак мислам дека ЕУ веќе е заморна, веќе се чувствува заморка Европската унија и ке нејзините политичари на извесен начин од нашата тегобна политичка состојба и тегобна политичка криза, во која што понекогаш делуваме спрема надворешниот свет дезориентирано, што не е добро, бидејќи водењето на надворешната политика во многу зависи и од внатрешната состојба на земјата и практично ја отсликува таа состојба. Во меѓународното право има и се вели дека практично надворешната политика произлегува од внатрешната, што во нашите услови може да се каже дека ние не водиме активна надворешна политика, па така е случајот и сега во овој период, кризен политички период на Македонија, таков е и односот спрема Европската унија. Меѓутоа не очекувам дека ќе продолжи, дека ќе прекине процесот, напротив, тој ќе продолжи и дека ќе одиме на патот кон евроатлантската интеграција и ќе се приближуваме се повеќе и повеќе кон Европската унија. Добро, благодарам на публиката. Пред токму денеска Фондацијата Конрад Аденауер испрати една анализа која што се однесува на изборите во Македонија и од таму може да се забележи оддалечување на сестринската партија на ЦДУ со сестринската партија во Скопје, тоа е ВМРО ДПМН. Со меѓунасловот игнорирање на гласачката волја започнува серија критики кон партијата, се вели во новинските извештаи што ја пренесуваат Веста. Со губење на 19 претенички места, гласачите испратија јасен сигнал за промени на владеачката коалиција. Сигнал кој пред се не се прифаќа од ВМРО ДПМН. Наместо да се иницираат натрепартиски реформи, се прави обид да се задржи еродираната власт. Со објавата на прогласот и говорот на Груевски пред седиштето на ДИК минатата сабота се попречуваат ДИК и управниот суд, нивните членови се дезавуираат и се затвора вратата за меѓународната заедница. Останува нејасно зошто партискиот врв без потреба уште пред одлуката за жалбите на опозицијата и го соопшти ова на јавноста. Очигледно не постои никаква доверба во државните институции. Понатаму се критикува и создавањето на непријателски имидж кон странците од страна на ВМРО ДПМН. Даскаловски, значи ли ова, бидејќи едно од главните упоришта на, да речеме, на ВМРО ДПМН во тој странски фактор уште од 2006 па наваму беше партијата на Меркел. Значи ли ова оддалечување дека Груевски ја губи поддршката од европските народни партии, впрочем каде што имаше главна подпора? Не знам, ќе видиме. Овој текст е од Јоханес Реј. Тој е представник на Конрад Аденауер во Македонија. Да почекаме да видиме што ќе биде реакцијата на сестринските партии. Меѓутоа, каков сигнал испраќа? Јасно е дека има незадоволство кон моменталната состојба, моменталната политика на ВМРО ДПМН.
Како тоа ќе се интерпретира е да се види. Во смисол, секоја критика може да биде сватена позитивно. Вие, ако сте некој што е суетен, може би критиката ќе ја сватите негативно и ќе се спротивставувате. Меѓутоа, за земја како Македонија и за партија како ВМРО-ДПМН, секоја критика треба да се свати позитивно и да се направат чекори напред во однос на тоа што е критиката. За, например, прашањето за какви се партиите во Македонија, може многу лесно да се утврди дека сите партии се многу недемократски и дека таму треба многу голема работа да се демократизираат. Тоа не е прашање кое што треба меѓународната заедница да ни го потегне. Треба сите ние и вие и публиката да биде свесна дека во партиите отсуствува многу демократија и дека таа се гради со процеси внатре во нив. Сите оние членови на партиите треба да работат на тоа во самите партии да има демократија при избор на членови на комитети, при избор на кандидати за пратеници, при избор на кандидати за градоначалници и локални советници, при пишување на програмата и така натаму. Во смисол на некоја работа која што ние сме ја добили како критика, ние треба да бидеме срекни дека некој не коментира и ни дава сугестии како да ги подобриме работите. Јас така ја гледам работата. Да, нема демократија во државата без демократија во партиите. Крстевски, вие како гледате на ово извештај од ЦДУ? Прво, сметам дека демократизацијата првенствено е потребна на партиите што се на власт, бидејќи тие доведоа во едно заложништво самата држава, ја испартизираа во секој поглед. Имаме, затоа се и тие критики и за правосудството, за судството, за медиумите, недостаток на демократија во институциите, заплашување администрацијата, партизирање на администрацијата и така натаму. Првенствено што треба да се направи демократизација, тоа е демократизација во партиите што се на власт. И тие може не е лошо да бидат малку во опозиција за да се консолидираат и да се демократизираат на некој начин, па после да со овие конструктивни критики што доаѓаат од Германија пред се сега, да се соочат со таа стварност и со тие сите проблеми и аномалии што се предизвикани за време на нивното владење, 10,5 годишно владење со државата, и потоа да се консолидира и самата држава со демократизација. Димшовски, во една прилика рековте дека на Македонија не е толку потребен министер за евроинтеграција, потребен е да има премиер за евроинтеграција, алудирајќи на тоа дека недоволно премиерот се залага во тој процес. После тоа си заминавте набргу од местото каде што бевте државен секретар. Мислите ли дека тој потек влијае во демократизација на општеството? Мислам, дали вашата оставка придонесе нешто? Не придонесе. Таа изјава беше дадена во контекст кога иначе премиерот некаде до, можам да кажам, затоа јас не да го разделиме малце овој период на владење на ВМРО-ДПМН од 2006 до 2008 во нредните избори и после тоа можеби 10 месеци и од тогаш наваму. Веќе се чувствуваше, ние имавме многу јасни после самитот на НАТО во Букурешт, каде што и не беше само Грција таа што не блокираше, имаше некои клучни земји. Ние сакавме да видиме зошто е тоа така и не е битно сега за тие државни интервенции и работа на влада во тој период. Меѓутоа дојдовме до ситуација но тогаш почнува генезата на ова што сега велиме дека се некои лоши политики кои што подоцна. Меѓутоа ние дојдовме, изработивме на стратегија, еве може сега тоа е веќе и јавно, дека ако НАТО ни е закочено, ние барем да ги почнеме преговорите со Европска Унија и натаму се насочија сите сили што ги има една земја како Македонија, дипломатски, лобистички и така натаму. И тоа беше поддржано нормално и од премиерот во тоа време. И ние иако тој беше доста скептичен дека ќе имаме било каков успех, во исто време ја водевме и таа визната либерализација ни беше многу значајна, меѓутоа почеток на преговори. Поготово поради тоа што изборите претходно 2008 беа успешни, релативно успешни. Добро, но во целиот тој период вака или онака Груевски ја добиваше поддршката од меѓународната заедница или владата на Никола Груевски, на ВМРО-ДПМН и ДУИ.
И ми се чини дека немаше такви силни заложби за промени демократски во земјата, какви што имаше особено последните 2 години. Дали сега овие промени може да вродат плод и да истераат земјата на еден подобар пат? Тогаш, само сакам да завршам, се испушти една шанса да почнеме ние преговори, тоа го кажи, и тоа беше тоа резултат на таа моја реакција, меѓутоа после и цела влада се променија политиките. Сега, од тогаш работите, мислам, само се влошуваа. Ако ги гледате извештаите пред се на State Department 2009-2010 година, нас за прв пат ни се јавуваат политички затвореници во земјава, што не било од 45-та. И се полоши извештаи кои завршуваат де факто со овај најлош досега извештај за земјава на членките на НАТО самитот во Варшава, каде што ни се стават, каде што веќе името не е нешто најважно. Истото го повтори Европската унија. Се доведовме во една многу критична ситуација. После Пржино ние го прифативме Пржино и реформите таму. Сега, пошто зборуваме за демократизација, каде што беа, ја мислам чисто површно со административни мерки како да се почни да се демократизира системот. Мислам дека многу подлабоки реформи треба, отколку што се спомнати во тој извештајот на Прибег, ги спомна Жида Совде, некои од партиите треба да се демократизираат, исто и Емил. Значи, тука може би треба и законски легислатива за да се намали моќта на партиите, меѓутоа за тоа потоа. Меѓутоа, ние ги прифативме. Нашите лидери на ВМРО ДПМН пред се го прифати тој договор во Пржино, на кој посредуваше и меѓународната заедница, и сега, меѓутоа, во пракса се покаже дека тие не се баш, мислам, за да се спроведуваат тие реформи како што треба да се спроведуваат. Таа заедничка нивна влада не функционираше. И сега нас ни треба функционална влада која ќе продолжи да ги прави сите тие реформи. И затоа овие денови кои ги живееме се де факто преломни. Нормално дека сум оптимист, но нормално сметам дека сега е време, сега се овие услови многу исто така добри да се даде еден позитивен импулс на демократските процеси во земјава. Буџако, јас не би седел баш раат ако слушам вакви критики на сметка на владењето овие 8 години од вашите колеги. Мислам дека има аргументи, но не дека се гледа едностранно. Демократијата е процес, демократијата е учење. Една земја има, како Англија, 800 години парламент, ние имаме многу партиски 25, многу млада држава. Ние како партија 25 години е половина од векот на СФР Југославија, само да ве потсетам, не е толку млада веќе државата. Добро, се во релативно во корелација со другите. Во Македонија се е релативно очигледно. Добро, има една реклама Скопско, се е можно, без да правам реклама на Скопско пиво. Тука се е можно, но сакам да кажа дека ние сме поминале еден трновит пат во едно многу во време на војните на Југославија, блокирање од Грција и така натаму. Ние како албанска заедница, кога се изборивме да имаме равноправно застапеност во институции, забелешката беше дека не сте доволно подготвени, немате, во таа влада, зборам 2002-2006, немате кадри. Сега ние сме со учени млади луѓе, со учени на Запад, со западни вредности, кои ќе сега допрва ќе допринесат. Значи, квантитативно сме достигле некаде таа застапеност, сега ние сакаме квалитативно да допринесеме и, како што повторам уште еднаш, повеќето младите, што ме зачудува, јас сум од таа генерација од бивша Југославија, каде албанците беа секогаш иредентисти, непријатели на државата, се беа осудени за една парола 15 години затвор, затоа што пишува Косово република. Сега Македонија призна Косово. Сега да кажам, сега ми е зачудувачки како и позитивно е тоа дека младите ја прифаќаат Македонија како своја држава и сакаат да допринесат со своите квалитети и видувања и демократски капацитет. Барем тие што останаа во држава. Сега стигнавме до тој степен дека квантитативноста ќе ја пресочиме во квалитет и ќе се создадат можности во оваа влада, да завршам што рековте,
што би препорачал? тезата од Ја би препорачал овие, а тука мислам дека СДС беше јасен во некои насоки. Ајде да предочиме овие наши програмски насоки и вашите, да направиме заедничка програма према тоа што изјавија тие, па да видиме демократизација, окей, но демократизација значи инклузивност во оваа држава. Значи сите поеднакво да учествуваме и да допринесеме. Ако една партија на улица не исклучува, сама ќе си ја плати цената. Ако другата партија не вклучува, само под услов на маса да биде многу јасно, ја зборам моје име, што би ја препорачал, многу јасно наведено со рокови како ќе се исполни за да биде Македонија модерна европска инклузивна држава со учество на сите граѓани со подеднакви можности за интеграција. Затоа што ние можеме да допринесеме, затоа што соседите се Косово и Албанија, значи тие се нашите главни пазари, меѓу главните каде што извезуваме, а увезуваме само 10% од извозот, така што нашиот интерес е вклупување во регионот и заедно да одиме во Европска. Таа голема влада, широка влада, според вас, ваш личен став, сега цитираме, би имала одреден мандат во смисла на реформите на забележување, исполнување на одредени услови во правосудниот систем, овозможување на работата на специјалното јавно обвинителство или малку поширок мандат? Рече индиректно и вие рековте. Најконструктивна, со ризик да губиме гласачи во целиот овој процес, кога сите плукаа по одредена политичка партија, опција, демократија и овие другите, певме ние, затоа што јас тука на одно место, кога си ке очекуваа да плукам по таа партија, што бев амбасадор, ја дојдов, ја реков институционално ќе се решаваат работите, не на улица. И дојдовме до тоа да институционално се реши досега. И досега и сега ни забележуваат многи и од една од друга страна дека ние се што ќе каже Кале, се мисли на американската амбасада. Ако ние имаме стратешки партнер со едни американски држави, ако ние сакаме да се зачлениме во Европската унија, ние ако спроведуваме една политика во таа насока, каква е тоа тогаш забелешка? Мисли, може би некој да ми одговори. Значи, ние сме определени за ова, но се во политиката е уметност на можното. Скаловски, како гледате на една ваква идеја која што сега ја промовираше Буџаку во смисла на формирање на голема влада, широка коалиција која што ќе има еден реформски приоритет? Јас така ве сватив. Широка, окей. Добро, хипотетички. Не, рековте со учество на сите, инклузивност на сите граѓани во таа влада. Не, инклузивност на албанците и другите заедници во меѓуетничка Македонија, на тоа мислев. На програмата, а не на ништо не што би јас советувал, тоа кој ќе прифати по таа програма нека бидете сите. Океј, ама една улица не пцуе една улица сега, не една партија не знам, кој ќе прифати тоа, океј? Како ја коментирате оставката на Тачи пред да се вратиме? Оставката на Мендух Тачи како ја коментирате? Мислим дека самиот факт што остана на два пратеника и фактот што смени една многу битна изјава веднаш после изборите имаше една изјава дека двата претеници ги дава на Беса, а многу знаат кој е бекграундот на Беса, кај оние што подржува значи Тачи имаше реакции внатре во партијата по прв пат од видни луѓе од партијата што се спротивставија на што е знак на демократична партија, но за жал касно, пошто таа партија остана на 30.000 гласачи. Останува прашањето или? Па можам да го модифицирам малку за да не биде дека ставаме зборови во уста. Кревка демократија, тешка транзиција, сето тоа се прерогативи за Македонија. Мислите ли дека САД и Унијата ќе продолжат да го менаџираат овој процес преку пржинот 3, например? Во односот на составување на идната влада? Сега мислам дека е прашање прво што тука ќе се случи. Во недела или воопшто? Не само во недела, и по наредниот период, во смисол дали некој ќе има капацитет да состави влада или не. А потоа доаѓаме до прашања за широки коалиции, технички, експертски влади или па нови парламентарни избори многу брзо.
Во смисол на таа некоја широка коалиција, техничка влада, тоа не е непозната работа во европските демократии. Дури и сега скоро имаше техничка влада во Италија. Широка коалиција има и во Германија ден денес. Меѓутоа, за такво нешто, нешто треба минимум разбирање меѓу елитите за суштествени работи што се потребни за Македонија во идниот период. Тоа е проблемот. Проблемот е што лидерите на политичките партии се толку многу оддалечени што тешко ги гледаме ние дека наоѓаат некој консензус за работи кои што би биле заеднички во некаква широка влада со некаков мандат. Мандатот може да биде реформите, мандатот може да биде временски ограничен, 18 месеци, 12 месеци, до нови избори. Но јас сум многу разочаран од поведението на политичките елити, кои наместо постојано да ја смируваат ситуацијата, тие постојано ја разгоруваат и на некој начин ја продолжуваат и продлабочуваат кризата во која се наоѓаме веќе 2 години. Ајде пред самиот крај или пред самото финале на оваа емисија, каде што ќе влеземе со завршни коментари за оценките, да го повикаме прилогот на Светлана Божиновска за тоа што се случуваше изминативе денови и како овој говор на омраза всушност почна и продуцираше нови и нови поделби меѓу македонците. Изборната неизвестност го подгреа незадоволството во редовите на владеачката ВМРО ДПМН. Тесната изборна трка ги разгори страстите и говорот на омраза. Се започна додека Државната изборна комисија ги разгледуваше и расправаше по приговорите поднесени од страна на политичките партии за предвремените парламентарни избори. Ќосето е жив. Овие пораки полни со гнев и омраза одекнаа пред седиштето на комисијата на протестот на кој присуствуваа симпатизери, членови и функционери на ВМРО ДПМН и коалицијата. Се слушаа скандирања кои повикуваа на омраза, раздор и нетрпеливост, поддржани од острата реторика, од ноќта на долгите ножеви, алудирајќи на масакрот на политичките неистомисленици кој се случил во Германија во 1934 година, до порака за погреб на опозицијскиот лидер. Државната изборна комисија или да ја признае волјата на народот, или да се соочи со гневот на народот. Ова вечер е вечер на ножевите. Ова вечер е вечер или на разумот, или на лудилото на еден човек. Сега многу близко ќе му биде погребот. Многу брзо ќе му дојде погребот. Ќе биде у кардиологија таму. Ќе го удри инфракт после неколку дена. Набрзо стигна поддршката и од партискиот лидер Никола Груевски, кој упати сериозни критики адресирани до представниците на меѓународната заедница, дека премногу се мешале во внатрешната политика на земјата. Зовреа и социјалните мрежи. Се појавија посмртни фотографии од амбасадорите во земјава. Директорот на Државниот архив Филип Петровски се огласи на Фејсбук со видеопорака. Вие направивте изборен фалсификат, смислено. Вие сте извршител на еден план кој што се стреми да ја осакати и да ја уништи унитарна Македонија. Господине Ван Хојте, овде има луѓе кои што разбираат што вие направивте. И јас ви предлагам да си седите дома и дома да си ги решавате проблемите. Затоа што Македонија има доволно капацитет и доволно сила сама да ги решава. Белгискиот експерт и поранешен посредник на Европската Унија во договорот од Пржино, Питер Ван Хауте, го врати ударот. Господине Петровски, добро ја нотиравме вашата порака. Ова е навистина неприфатливо, посебно за високо рангиран државен службеник. Во нормална демократија, луѓе веднаш се апсат за вакво нешто и лежат затвор долго време. Експертската јавност повика на одговорност и побара Министерството за внатрешни работи и јавното обвинителство да превземат итни и неодложни мерки за гонење на говорот на омраза. Да, во 24 отворено, нашите студенти имаат нови прашања, потикнате веројатно и од целата дебата, но и од прилогот што сега го видовме. Повелете. Ви благодарам. Господине Даскаловски, дали очекувате меѓународната заедница да ја бойкотира Македонија и да воведе ембарго, односно санкции, кои ќе влијаат на интересот на граѓаните и на самата демократија на земјата? Само нешто да допрашам, санкции поради што? Поради говорот на омраза.
Тешко веројатно. Мислам дека санкции се воведуваат во доста екстремни ситуации и кон држави кои што јасно го нарушуваат демократскиот поредок. Она што јас го видов во прилогот ме става знак прашалник дали тука имаше говор на омраза, барем некој од тие што ги слушнав. Сето она што беше кажано, например, од Милошовски со гневот на народот, не би го свел под говор на омраза. Меѓутоа, добро, секој се интерпретира во Македонија на свој начин. Но, дори и да е тоа говор на омраза, мислам дека е тоа премала работа за да земјата биде ставена под меѓународни санкции од било каков вид. И мора да знаеме дека ова е сега период каде што тие лица кои што ако ги видовме во прилогот, не се де факто дел од владата која што функционира или не функционира во наредниот период. Добро, имаш уште едно прашање? Прашање за господинот Буџаку. Сите сме сведоци на јасните поратки кои ги испратија Европската комисија и Стејт департаментот, со кои се осудува говорот на омраза и целата политичка криза во Македонија. Дали вие како представник на ДУИ верувате дека политичките партии, имајќи ги во предвид овие совети на меѓународната заедница, ќе работат повеќе за намалување на оваа политичка криза или сметате дека евроатлантската интеграција ќе остане недостижна цел за Македонија и за следните 10 години? Па ја за разлика од колега Даскалович, ја слушнав говор на омраза. Барем клети шиптари беше, за друго не знам. А ако тоа не спаѓа за вас говор на омраза, ја не знам. А од друга страна, мислам дека, но тоа е улица. Ја од ова место кога бев гост, реков дека... Вие во прилогот слушнавте клети шиптари, јас се извинувам. Нема, прилогот е само илустрација. Јас зборував за прилогот, се извинувам, ако зборуваме за што се зборува на улица, што да кажем? Нема, на тоа место беше, ако не сте ги следили, треба да коментирате го, прилогот се извинувам. Ама треба да ги следите. Да не зборуваме за смрт на славофоните. Такви работи зборуваат навивачки групи. За што зборуваме? Не, тоа со факти имаше, прилог. Јас кажав прилогот, го слушав, со тоа коментирав. Вие ако коментирате уличарски навивачки групи, тоа ваша работа. Не упаднав на збор. Не е културно. Се извинувам. Не е културно. Се извинувам. Мислим, да држиме ниво. Ма тој е собир беа. Ако не се следи, вие треба, должни се да следите по своја професија. Добро, малку ако треба да бидам арбитар, само ќе кажам дека и Европска комисија точно рече девојчето од оваквото и Стејт департаментот го судија говорот на омраза, што не значи дека тие по дефолт мора да се во право, меѓутоа се е индиција дека говор на омраза постоеш. Повелете, Буџаку. Тоа беше собир на лидери и видни луѓе на политичка партија, не беше на политичка група. А во овој случај, мислам дека тоа е во склоп, да кажам, на избори. Мислим, тогаш се кажуваат многу нешта, но што се прави во институциите, тоа е друго. Народот слуша тоа, а во институциите се прави друго. Сега, ако сакаме ние да правиме во институциите друго, ја не би седнал во влада некој да ми каже клет шиптар. Да е јасно. Значи, ова го сваќам во однос на една политичка пропаганда која допре до тие неколку стотини луѓе и до одредени затворени Facebook групи кои не гледаат ништо друго него или гледаат одредена телевизија па мислите дека тоа е почеток и крај на светот. Ние имаме сложено мултиетничко, мултирелигиозно и општество во кое и има раслојување веќе помеѓу луѓе што разбираат нешта, интелигенција, школовани луѓе како вие, а имаме и луѓе кои, за жал, како насекаде не се во тој ниво да ги сваќат тие пораки. Европската унија и Соединените држави знаат многу добро кои, зашто, каде ги испраќаат тие пораки. И време на тие пораки на Балканот е поминато. Значи, тие луѓе ако сакат да влезат во историја или да поминат во историја, имате музеј, можат да продолжат со такви пораки. Но ние сега праќаме нови пораки, кои се пораки на европски, на разбирање, на сплотеност,
на негледање дали е македонец или албанец, него гледање на тоа дали демократски размислува и дали има европски вредности. За тие вредности. А тие што сакат во евроазиски вредности некои, да не навредувам никого, мислам дека тие имат опција, но ние многу добро се сеќаваме, што имаме повеќе години, сега многу луѓе кога бегаат на запад, никој не бега во Русија. Значи, ако некој од тие што сакат мислат дека таму е подобро, поверете. Мислим, тоа би... Да, во контекст на овој муабет, уште да додадеме дека ВМРО ДПМН со соопштение испратено вечерва до јавноста вели дека не знае за кого се однесуваат острите пораки од Европската комисија кои го осудија говорот на омраза против амбасадорите во земјава, порачувајќи дека тоа ја оддалечува земјата од европскиот пат. Споделувајќи ја загриженоста на Европската комисија, ВМРО ДПМН јавно прашува кој и како им се заканувал на меѓународните представници во Република Македонија и бараат да се посочи конкретен пример за тоа. ВМРО ДПМН осудува говор на омраза и повици за насилство и тоа треба да го направат и сите останати политички чинители. Споделувајќи ги демократските вредности, очекуваме до прецизирање и појаснување за таквите наводи со цел надлежните институции поефикасно да превенираат такви случаи, стои во соопштението на партијата. Добро, и ова е во линија на она пинг-понг кореспонденција што се одвива деновиве на релација партијата ВМРО ДПМН меѓународни представници, меѓутоа има еден јасна ограда од овој говор што на неколку пати провеа во делот настапите на пред Државната изборна комисија, не велам во сите, во некои. На самиот крај на емисијава, Димшовски, вие повеќе пати рековте дека сте оптимист во поглед на иднината, меѓутоа дека Македонија сепак ќе се помачи додека дојде до оној вистински пат, додека влезе во еден колосек кон евроатлантските интеграции. Па да, големи напори треба да се вложат откако ќе се состави таа функционална влада. Јас сум оптимист, бидејќи сепак сум работел со луѓето тие сега што се во ВМРО ДПМН. Мислам, најдобро ќе беше оваа криза да не се случеше. Ние, мислам, тие се сложија, меѓутоа на овие постулати, да имаме ние специјално обвинителство, кој е продукт на тој Пржински договор, да имаме избори се случија, сега треба да се направи влада и земјата да продолжи да живее. ВМРО ДПМН е голема партија, мислам дека ќе најдат сила да бидат, ако испадни да одат во опозиција, да си одат во опозиција, ако испадни да прават влада, да прават конструктивна, да бидат таму во таа влада, согласно овие работи што треба да се завршат во земјава, тоа е очигледно, мислам. Затоа сум оптимист. СДСМ и другиот дел на опозицијата тие покажаа голема позитивна енергија, мислам. Исто така, јас сум многу пријатно изненаден и од однесувањето на ДУИ во овие 2 години, исклучително конструктивни, трпеливи, со големо разбирање, со голема вештина. Не успеа да не го продлабочат тој јас и таа политичка криза, како што рече амбасадорот Буџаков, за сметка на нивните гласови кои неверојатно ги изгубија. Истото се случи со ДПА. И ние, како, сега да се изразам, како мнозинство овде етнички македонци во држава кои сме одговорни и за состојбите во малцинството, тоа треба да го цениме. И затоа мислам дека и затоа сум оптимист и сега е времето да се прават овие исчекори и реформи за земјава да се стабилизира на еден подолг рок од 20, 30, 50 години. Буџаку дуи никогаш послаба по бројност, а никогаш поважен фактор од што сега. Се согласувате ли? Мислим дека сега полека е време, спрема изјавите на господин Заев, спрема изјавите на шарената револуција, спрема изјавите на кои не смеат гласно да кажат и од ВМРО ДПМН. Мислим дека е созреано време ние да не гледаме само етнички, него да гледаме политички. Кога гледаме политички, јачината на една партија се состои во моќта да влијае директно во политиките. Самите избори тоа го покажаа всушност со добивањето на одреден корпус албански гласачи во СДСМ, да речем.
Мислим, тоа е еден елемент што покажува да која се движи, но јас допрва би видел СДС што ќе даде за тие, ако има тука една работа да објаснам. Дали во политиката се взимање и давање или гласот некогаш се добива и заради политики? Ако некој, тука СДС треба да разјасни. Ако некој влегува во СДС како втори на листа, дали тој влегува како успешен новинар, успешна активистка или како албанец? Ако влегува како албанец, СДС превзема обврска кон гласачите што гласа за неја или за него како албанска или албанец, да направи нешто за електоратот што гласа за нив, по етничка линија. А ако влегува по обедување, окей, социјалдемократи. Значи, јас се радувам на фактот ако одиме во таа насока да гледаме политички сите равноправно. Значи, можеме до граѓанско општество кај што ќе се сени индивидуата, ако тој индивид или таа личност не е од почетокот стигматизирана, обележена, дискриминирана како припадник на албанска, ромска или друга заедница. Во тој случај можеме да одиме кон граѓански политики и кон граѓанска демократска Македонија. Јас на тоа се радувам, ако сме тргнали по тој пат и допрва ќе видиме, како што реков, кога ќе седнеме да коалицираме, да видиме дали ова програма е за сите граѓани или само за одреден број на гласачи. Таа насока сакам да потенцирам. Крстевски, мене повеќе не само говорот на омраза и еден непристоен однос на некои политичари спрема странските дипломати, мене исто така ме загрижува една изјава, односно соопштение од седиштето на ВМРО ДПМНЕ во кое се вели дека ќе го бойкотираат прегласувањето во ТРЦ и дека нема да ги признаат изборните резултати. Оваа тема е и ова прашање мислам дека е многу чувствителна за понатамошниот развој на политичката криза во Македонија. Мислите дека има сериозност по таа тема? Па сега, ако е ВМРО ДПМНЕ сериозна партија, тогаш треба сериозно да се земаат и овие изјави и соопштенија. И мислам дека ќе биде доведено во прашање повторно составувањето на владата, повторно ќе се комплицира, можеби ќе се пролонгира политичката криза, па некој спомна дека можно е на пролет повторно да има избори, да се формира некоја техничка влада, така што ова прашање е мощно чувствително што произлегува од нивното соопштение. Даскаловски, на среден рок можеме ли Македонија да ја видиме во НАТО и во Европска унија? На среден рок само доколку ЕУ има таков интерес. Инаку ние реално долго време ќе бидеме во калта и ќе се тркаламе во калта. Ќе ни треба долги години да се исправиме од оваа ситуација и да одиме напред. Мислам дека ЕУ во моментов не е заинтересирана за проширување, впрочем тоа е јасно со називот на комесаријатот, со изјавите на Јункер, со изјавите на врвни европски политичари од Берлин, од Париз, од Брисел, дека тоа сега не е на агендата, со комплицираноста на процесот на отварање на нови поглавја на Србија, која што е нели понапред од нас во самата ситуација. Така што не гледам дека ние на среден рок ќе бидеме дел од Европската унија, можеби за на 15 години да. Благодарам на панелистите, благодарам на публиката. Празници се ближат, останете во добро здравје, внимавајте на изборите в недела, се прегласува во ТРЦ, а следниот четврток се гледаме со нова анализа и се надеваме конечни резултати од изборите во 2016 година. Пријатно!